Физика за 8 одделение. Што прават силите? Да се подсетиме, што е сила? Физичката величина што го карактеризира дејството на едно тело врз друго тело при нивно заемно дејство се вика сила. Сила е векторска величина, определена со нејзината големина, правец и насока. Ја обележуваме со F, буква од латиница, а графички ја представуваме како на сликата, како насочена одсечка, односно вектор. Единицата за сила се вика Ньютон. Ја обележуваме со голема буква N, латиница. Земјата и телото со маса приближно од 0,102 кг заемно се привлекуваат со сила од 1 Ньютон. Или поинаку кажано, Земјата и телото со маса приближно од 102 грами заемно се привлекуваат со сила од 1 Ньютон. По што се разликуваат силите? Силите се разликуваат по нивното дејство, кое може да биде непосредно или директно, или посредно со посредник, односно индиректно, а се разликуваат и по нивната природа, гравитацијски, меѓумолекуларни, еластични, магнетни, електрични, сили на триење и други. Видови сили. Земјина тежа. Земјина тежа е сила со која земјата ги привлекува сите тела кои се наоѓаат на неа или во нејзината близина. Гравитациона сила е мерка на взаемно дејство помеѓу било кои две тела. Гравитационата сила секогаш е привлечна сила. Таа се јавува помеѓу сите тела без разлика на нивната големина. Тежина е сила со која телото дејства врз подлогата која што мирува во однос на земјата или на местото каде што телото е обесено. Тежината на телото што лежи на подот од лифтот кој што се движи со забрзување може да биде поголема или помала од тежината на телото кога подлогата на која што лежи мирува или пак се движи со константна брзина. Тежината на телото може да биде и еднаква на 0. Во тој случај телото се наоѓа во безтежинска состојба, а тој случај е кога телата слободно паѓаат. Еластична сила. Силата што настанува при промена на формата или волуменот на телото. Во секое деформирано еластично тело, ако деформацијата е во границите на еластичноста, се јавуваат внатрешни сили. Овие сили го урамнотежуваат дејството на надворешните сили и под дејство на нив телото ги добива повторно првобитните димензии и форма, штом ќе престане дејството на надворешните сили. Тие внатрешни сили се викаат еластични сили. Го гледате балонот, тој е деформиран под дејство на надворешните сили, односно поради тежината на предметите кои што ги наредив на него. Сега ќе ги тргнам. Кога го тргнав товарот, балонот се врати во првобитната форма. Истото се случува и со ластикот. И тој поседува еластични својства. Кога ќе дејствам со силата на моите мускули на еден ластик, тој ќе се деформира, ќе се издолжи, штом ќе престанам да дејствувам со силата на моите мускули, тој ќе се врати во првобитна положба. Пред мене имам неколку еластични и неколку нееластични предмети. Сега ќе видиме како тие ќе дејствуваат, односно како ќе се однесуваат кога на нив ќе дејствувам со силата на моите мускули. Ја стискам сунгерестата играчка и забележувам, штом ќе престанам да дејствувам со силата на моите мускули, таа ќе се врати во првобитната положба, односно ќе ја зафати формата која што ја имала пред да дејствувам со силата. Потоа ќе дејствувам на оваа кукла. Ја деформирам со дејство на силата на моите мускули,
престанувам да стискам, односно престанува дејството на силата и таа повторно се враќа во првобитната положба, односно во првобитната форма што ја имала пред да дејствувам со силата. Сега истото ќе направам и со една мала пружина од пенкалце. На оваа пружина, ако дејствам со мала сила, по дејство на малите сили, таа секогаш ќе се враќа во првобитната положба. Но ако дејствам со голема сила, ќе ја деформирам и таа веќе никогаш нема да се врати во првобитната положба. Нешто слично е и со ова алуминиумска игла за плетење. Ке дејствувам со силата на моите мускули на неа, ќе ја извиткам и многу добро знам дека таа веќе никогаш нема да се врати во првобитната положба. Нешто слично и се случило и со конзервата која што сега ми е на масата. Претходно ја стиснав со силата на моите мускули, ја деформирав и еве, уште не се врати во првобитната положба, односно не ја зафати формата што ја имала пред дејството на самата сила. Заклучок. Еластична сила е мерка за еластично дејство помеѓу две тела. Телата кои по престанок на дејството на надворешната сила се враќаат во првобитната положба, ги нарекуваме еластични тела. Еластична пружина, гума, сунгер се примери на тела кои имаат еластични својства. Кога истегнуваме еластична пружина, се јавува еластична сила која дејствува во спротивна насока од силата која ја истегнува и ја враќа во првобитна рамнотежна положба. Еластична сила се јавува кога ја стиснуваме еластичната пружина, исто се случува и со гумата и со сунгерот. Сила на триење, сила која настанува на површината со која се допираат телата при нивното релативно движење, се нарекува сила на триење. Кутијата еднаш ќе ја влечам по стаклена површина, а друг пат ќе ја влечам по платнена површина. Забележувам дека поголема сила ќе употребам кога ќе ја влечам по платнената површина. Ќе ја зголемам тежината на кутијата, во неа ставајќи разни предмети, се со цел да ја зголемам нормалната сила и да видам како триењето зависи од големината на нормалната сила, односно од тежината на телото. Ги ставив предметите во кутијата и сега ќе затворам. Наполнетата кутија ќе ја влечам по подлогата и ќе забележам дека ми е потребна многу поголема сила отколку кога кутијата е празна. Како зависат силите на триење од големината на допирните површини? Ќе ја влечам ова кутија со најмалата страна до подлогата и ќе наблюдувам што се случува со ластикот и што чувствувам на моите прсти. Истото ќе го направам со средната страна, а потоа и со најголемата страна од кутијата. Во трите случаи не можев да забележам ниту по ластикот, ниту по сетилата на мојата рака дека има разлика во овие сили. Значи, на која страна или со која и да големина допирав до подлогата, секогаш употребував иста сила. Заклучок. Силата на триењето не зависи од големината на допирната површина. Силата на триењето зависи право пропорционално
од нормалната сила која действува на подлогата, односно од тежината на самото тело. Силата на триењето зависи од рапавоста на допирните површини и од видот на материјалот од кој што се направени телата. Сила на триење е секогаш во спротивна насока од насоката на движењето на телото. Магнетни сили можат да бидат привлечни и одбивни. Привлечни помеѓу разноимени магнетни полови, а одбивни помеѓу истоимени магнетни полови. Магнетни сили. Имам два магнети, едниот е во вид на потковица, другиот е во вид на прачка. Со северниот магнетен пол од овој потковичест магнет ќе се доближувам до јужен магнетен пол од прачковидиот магнет и ќе гледам што ќе се случи. Забележавте и вие дека овие магнети се привлекле, односно северен магнетен пол се привлекол со јужен магнетен пол. Со ова само го докажувам тврдењето дека разноимени магнетни полови се привлекуваат. Секој магнет има два магнетни пола, северен и јужен. Северниот магнетен пол се обележува со голема буква N латиница, додека јужниот со S. Името на половите се определува според тоа дали се вртат кон географски север или кон географски југ, ако се постават слободно да ротираат во хоризонтална рамнина. Веќе сте учеле во пониските одделенија дека планетата Земја е голем природен магнет, така што сите магнети што се на површината на Земјата се привлечени од магнетните полови на самата планета. Електрични сили. Електрични сили можат да бидат привлечни и одбивни. Привлечни помеѓу разноимено на електризирани тела, а одбивни помеѓу исто на електризирани тела. Електрична сила е мерка на взаемното дејство на две на електризирани тела. Иситнив неколку хартиени ливченца, со волнена крпа го истрив балонот и го доближив до ливченцата. Гледате што се случило. Ливченцата се залепиле за балонот. По некое време ќе видиме повторно што ќе се случи. Некои се одлепуваат и паѓаат. Наскоро сите ќе го направат тоа. Тоа е од причина што сега станале исто наелектризирани и почнале да се одбиваат. Како ќе се наелектризира едно тело зависи од неговата хемиска структура, односно дали на елементот или на соединението во дадени услови му е полесно да се ослободи од послабо врзаните електрони или да ги прибере електроните од супстанците што полесно ги ослободува при триењето со неа. Например, стаклена прачка протриена со свилена крпа, односно со свила, се електризира позитивно, а кога се трие со волна, се електризира негативно. Што значи тоа? Значи, ако стаклената прачка ја протриеме со свила, таа ќе одаде своји електрони на свилата и ќе стане позитивно наелектризирана. А додека ако ја триеме со волна, таа од волната ќе собере електрони и ќе стане негативно наелектризирана. За дејство на силите. Во природата не можат да постојат еднострани дејства на телата. Секое дејство на едно тело врз друго води кон дејство од второто тело. Секогаш се случува заемно дејство меѓу телата. Обично една сила се вика дејство или акција, а другата противдејство или реакција. Ова веројатно сте прочитале и во еден од законите на Њутон
ние обично го нарекуваме трет Њутнов закон или закон за акција и реакција, во кој што се вели дека за секоја акција постои реакција, иста по големина и правец, само во спротивна насока.